Поради дотраеност и општа опасност за минувачите, срушена е уште една од неколкуте преостанати стари куќи на улицата Стево Теодосиевски. Во изминатите неколку денови, граѓаните алармираа оти забележале како делови од куќата сами паѓаат, а најголема опасност представувало пропаѓањето на кровната конструкција. Поради тоа од општина Кочани ангажираа механизација за расчистување на теренот. На овој дел неколку години трае постапката за изградба на уште една коловозна лента, со што улицата ќе прерасне во булевар и ќе биде уште еден сообраќаен влез и излез од градот. Градоначалникот Илиев нагласи оти процесот за отстранување на постојните објекти ќе продолжи деновиве. И овој процес е во завршна фаза. Денес, како што гледате, една од куќите, еден од објектите кој што беше на самата улица и беше една и потенцијална опасност за минувачите на оваа улица. Денеска во согласност со собствениците на куќата, значи на 1/3, бидејќи 2/3 веќе се исплатени, ја срушивме куќата и изнесувањето на остатоците од овој објект ќе се врши во сабота, кога ќе започнеме и рушењето на останатите два објекта кои веќе се експроприирани и веќе е договорено нивно рушење за во сабота. Што значи дека овој потекст целосно во сабота ќе биде расчистен и ќе биде овозможено започнување на градбата на оваа улица која навистина ја очекуваме доста време и јас како градоначалник, а секако граѓаните на општина Кочани уште многу подолго. Општина Кочани веќе ја заврши законската постапка за избор на изведувач на градежните работи за новиот булевар Стево Теодосиевски. Се очекува до крајот на овој месец изведувачот да биде воведен во обврските што ги има преземено со потпишаниот договор. Првен ќе отпочнеме со изградбата на подпорниот зид до спортската сала. Со завршувањето на подпорниот зид понатаму ќе продолжиме со изградба на целата оваа улица до туристичката агенција Велијан. Според предмерот во техничката спецификација на договорот, градежните активности ќе се реализираат на траса во должина од околу 1 километар, односно ќе почнат од кружниот тек кај полициската станица. Постојниот коловоз ќе се реконструира, а кај двојниот мост треба да биде изграден нов кружен тек и да се отстранат објектите на земјиштето што беше предмет на експроприација. Се планира целиот градежен зафат да заврши со уште еден кружен тек кај агенцијата Велјан.